Второлигашите Арсимија и Детонет Плочковиц испишаа историја во Купот на Македонија, откако овие две екипи се пласираа во четвртфиналето. Арсимија со убедливи 3-1 го доби прволигашот Воска Спорт, со што ланскиот финалист од Купот ги заврши настапите, а пак Детонет Плочковица преку пенали го isfрли прволигашот Пелистер, со што битолчини завршија со куп настапите. Бреера на домашен терен стигна до триумф од 2-0 над БСО Добридол, со што струмичени продолжуваат во следната фаза од Купот. Шефот на стручен штаб на Бреера Горас Михајлов Нет вели дека победата е заслужена и со фокусот веќе се на следниот меч во првенството против Гостивар. Добро, пред се честитки за БС за прикажаното, нормално честитки за играчите наши на Брера Пандев, кои што денеска не беше овој надпревар после оној несреќен, да речеме, 2 бода загубени во неделата против Воска. Беше малку психолошки. Меѓутоа, момците сватија пораката, знаат дека се професионалци и можам само од срце да им честитам и да им посакам и во иднина да продолжат со вакви игри. Што се однесува до самиот надпревар, знаевме дека се работи за една квалитетна искусна екипа, екипата на БСА, со која што има доста играчи кои што во минатото освојувале титули, купови и сите тие работи. Така да знаевме што не очекуваме, меѓутоа бевме доста стрпливи, имавме контролата цело време, во почетокот на второто полувреме свесно се повлековме, малку им дадовме иницијатива и потоа веќе од 60-та минута мислам дека исконтролиравме и дека заслужено победивме. Видете, значи нормално дека е тешко, бидејќи со овој куп надпревар и за тие екипи што играат овие куп надпревари, ритмот е, можам да кажем, убитачен. Значи тука пак ќе речем да се надоврза, можеби федерацијата треба малце поголема сметка да поведе околу овие надпревари, да го разграничи малце тој, како се вика, распоред згуснат, бидејќи не често ќе кажеме дека немаме фонд на играчи, ние тренерите се вадиме на тоа, меѓутоа точно тоа е можеби еден од фактите, меѓутоа треба и терените да се многу подобри, треба да има инфраструктурата да биде далеку подобра. Знаеме веќе 5-6 дена сончев период продолжено, што се вика на лето, температурите денеска например беше доста топло за играње. Во еден период дури играчите сами доаѓа и бара вода. Така да како и да е, како за нас, така за сите. Значи нема да кукаме, нема да плачеме. Нормално ќе се подготвиме за надпреварот со Гостивар. Мислам дека ќе играме во Маđари. Мене ми е познат тој терен. И така да нормално ние ќе идеме од надпревар и да привршуваме што се вели оваа полусезона и да бидеме добро пласирани нормално во четвртфиналето на купот, ако можеме да поминеме понатаму. Берат и Мери кои пред 2 недели ја превзема БС вели дека одиграле тежок меч каде индивидуални грешки можат да го одлучат победникот, но и Мери заемнет истакна дека фокусот е на првенството. Добро, би рекол тешка утакмица, би рекол куп утакмица каде што мислим до последните минути бевме многу добро дефанзивно поставени. Имавме и некои полуприлики каде што не бевме добро концентрирани во офанзива, но овие надпревари, како би се рекол, вака се добиваат. Да би рекол индивидуална грешка наша во дефанзива и противникот не казни. Мислим дека реално би било да беше нерешено, но тоа е фудбалот. Сегогаш одговорноста за поразот спаѓа во тренера. Има ли тешко гостување во Кратово? Да, за нас најбитно е првенството, не чека тешко гостување во Кратово. Знаеме дека Силекс е многу сериозна, добра екипа. Ќе се обидеме да се насочиме код првенството, да прикажуваме што подобри игри, зашто не чека многу тежок распоред, играме недела, среда недела и да играчите да се регенерираат што побрзо и да мислиме кон следниот надпревар. Преку пенали во следната фаза Пато и Силец, кој игра 0-0 против Шкупи во регуларниот дел, но кратовци беа подобри во пенал серијата. Струга со 2-0 ја соволда Македонија Ѓорче Петров. Вардар со 2-0 славеше над ланскиот освојувач Тикве, со што оваа сезона ќе има нов освојувач на купот. Шкендија со минимални 1-0 славеше над третолигашот Шкендија од Рачиново. Со настапите во купот на Македонија заврши Штипска Брегалница, која загуби со минимални 1-0 од прволигашот Гостивар. Преку ждрепка ќе бидат познати четвртфиналните двојки, а четвртфиналето ќе се одигра следната година.